регионален одржлив развој од Неготино изминатиот период реализираше низа активности во рамки на иницијативите "Заедно можеме да постигнеме" и "На младите им треба простор". Овие иницијативи се дел од проектот на Националниот младински совет на Македонија Младинско граѓанско општество. Националниот младински совет на Македонија, заедно во соработка со 40 на младински организации од цела Македонија, изминатиот период организираа 40 на различни обуки за младински активизам. Целта на овие обуки е поттикнување на јавната свест кај младите за проблемите кои постојат на локално ниво и преку реализирање на иницијативи, донесување на решенија. Ментор организација во општина Неготино беше Центарот за регионален одржлив развој, кој возможи 2 дводневни обуки за учесниците од општина Неготино, во кои беа вклучени 22 учесници средношколци. На овие обуки учесниците беа запознати со процесот како се функционира на локално ниво за спроведување на иницијативи и за истите изготвија предлог проекти. Воедно предлог проектите за иницијативите беа разгледани од Националниот младински совет и британската амбасада, која го поддржува овој проект и истите беа прогласени за успешни. Во рамки на иницијативите "Заедно можеме да постигнеме" и "На младите им е потребен простор", изминатиот период беа организирани низа активности, инаку иницијативите се дел од проектот Младинско граѓанско општество на Националниот младински совет на Македонија. Во рамки на овој проект Центарот за регионален одржлив развој од Неготино организираше неколку активности. Вчера беше организиран настан од Шарен Кеј кој представува уметничко украсување на јавен простор. Целиот настан се одвиваше на ѕидот на кејот во Неготино и беше проследен од голем број млади, кои ја поздравија оваа идеја и се надеваат на уште вакви акции од ваков тип во кои се вклучуваат младите. Ово уметничко украсување беше реализирано од страна на 5 на младински уметници од Неготино. Покрај оваа активност беше организиран и флешмоб со напишани постови преку замрзнати слики. Младите ја подигаа свеста кај граѓаните, поминувајќи низ градскиот плоштад и пазари, оставајќи пораки за граѓаните од општина Неготино, со кои докажаат дека младите здружени може да постигнат многу. Третата активност беше креативна младинска работилница која се одржа во туристичко-информативниот центар Желкова куќа во Неготино, каде младите од различни училишта, представници на организации за млади и младински организации, преку креативни цртања и фотографии ја изразија својата креативност во полето на младинскиот активизам. Друга активност беше и турнирот во футсал кој се одржа во саботата во спортската сала на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино, каде младите се надпреваруваа во мал фудбал. Купно се надпреваруваа 4 тима во кој победник беше тимот на Цвај Бојс. Како и останатите активности, овој турнир беше проследен од 100 млади од Неготино кои навиваа и ги поддржуваа сите тимови. Инаку и двете иницијативи се поддржани од општина Неготино, која ќе помогне во реализација и на следните активности заедно со Националниот младински совет на Македонија. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска во Желкова куќа во Неготино додели сертификати и благодарници на учесниците во двете иницијативи кои се спроведоа во рамки на проектот Младинско граѓанско општество. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска во туристичко-информативниот центар Желкова куќа во Неготино додели сертификати и благодарници на учесниците во двете иницијативи "Заедно можеме да постигнеме" и "На младите им е потребен простор". Инаку иницијативите се дел од проектот Младинско граѓанско општество на Националниот младински совет на Македонија, а ги спроведуваа учесниците од Центарот за регионален одржлив развој од Неготино. Инаку овие проекти беа спроведени и поддржани од градоначалникот и општина Неготино, кој воедно истакна дека е задоволен од работата на центарот и понатаму ќе продолжи да ги поддржува. Благодарност за овие моменти што ни ги приредивте. Јас се гордам со младите од Неготино, посебно општина Неготино ги поддржува сите овакви иницијативи. Како што каже Емилија, тие беа кај разговара и за неполни 10 минути сложивме дека сите овие проекти треба да ги реализираме. Сите вие заеднички треба да ги реализирате, заеднички треба да действувате, да продолжите и понатаму со вакви плодни проекти кои се со цел за сплотување на сите млади од цела општина Неготино и сите млади од Република Македонија.
Победничкиот тим на турнирот во футсал го сочинуваа Кирил Јанчев, кој беше воедно и прогласен за најдобар стрелец на турнирот, Мартин Стојанов, Ѓорѓи Митров, Ангелче Димов, а пихарот за освоеното прво место му го додели на капитинот на екипата Дарко Мајсторчев. Сертификати за спроведените обуки градоначалникот Апостолов им додели и на учесниците за сликите насликани во креативната младинска работилница и активноста Шарен Кеј. Како што истакнуваат од Центарот за регионален одржлив развој од Неготино, не застануваат тука и ќе продолжат со работа и понатаму стремејќи се кон заедничка соработка со повеќе младински организации.